Принцезата на зрнограшок. Си бил некој принц кој сакал да се ожени со принцеза, но сакал таа да биде вистинска. И така пропатувал тој низ белиот свет, барал ли барал. Принцези имало многу, но дали биле вистински тој не можел да познае, зашто со нив секогаш нешто не било во ред. И така си се вратил тој во своето кралство. Многу сакал да најде вистинска принцеза. Истата вечер настанала страшна бура. Молни секале, громови грмеле, дождот како од кофа да лиел, ужас невиден. Одеднаш некој затропал на градската порта, а стариот крал отишол да отвори. Пред портата стоела принцеза. Боже, каква била, сета за никаде од дождот и невремето. Течела вода од нејзината коса и од нејзиниот фустан, па се слевала во нејзините чевли и истекувала од петите, но таа тврдела дека е вистинска принцеза. Епак ќе дознаеме дали е навистина принцеза, помислила старата кралица, но ништо не рекла. Отишла во гостинската спална, ги тргнала од креветот душеците и прекривките и ставила едно зрно грашок на штиците од креветот, а над него ставила 20 душеци и врз нив уште 20 прекривки од шаткини перија. И повелале да легне на девојката на таа постела. Следното утро ја прашале како спиела. Многу лошо, одговорила принцезата. Цела ноќ око не сум склопила. Господ знае што имаше во мојата постела. Лежев на нешто тврдо и сега по сето тело имам модринки. Ужасно. Така сите разбрале дека таа е вистинска принцеза. Таа го почувствувала зрното грашок преку 20 душеци и преку 20 прекривки од шаткини перија. Толку нежна може да биде само вистинска принцеза. Принцот се оженил со неа зашто знаел дека е вистинска принцеза, а зрното грашок го однеле во кралскиот музеј, каде може и денес да се види, ако некој не го зел. Само треба да знаете дека сказнава е жива вистина.